Пределот преспа го формираат Ресенското поле заедно со Преспанското езеро. Овој предел се дели на горна и долна Преспа. За време на Илинденското востание, голем број на села биле изгорени и опустошени од страна на турците. Повторно биле горени и ограбени за време на Првата светска војна. Поради овие настани, носијата била драстично променета. Народот бил многу сиромашен, па така некои делови од носијата со цврста структура се користеле за опинци. Со везените крпи се крпеле чорапите или пак се користеле крпи за миење и при помош во готвењето. За време на Втората светска војна, повторно за да преживее народот, она што успеале дотогаш да го сочуваат, им го продавале на германците. Поради овие причини, видно не достигаат некои делови од носијата, па дури и во музејските примероци. Машката носија во горна и долна Преспа не е забележано драстично да се разликува, но кај женската има и различни обликовни елементи, но и се забележува присуството од охридско, битолско и леринско. Кошулата од женската носија во горна Преспа е изработена од домашно платно, ленено, конопно или памучно. Се разликуваат неколку видови кошули според везот. Кошула везана на ракавите, предниците и на долниот околен дел со бојој. Кошула везана на ракавите, предниците и на долниот дел со бел вез чикме. И сосема бела кошула везена само на долниот дел со бел вез чикме. Везовите биле изведени од свилени и волнени конци, со доминација на алената боја, а со акцент на модрата, црната и зелената боја. Од везачките техники се издвојуваат крстови, полнеж и травци. Грлинка или гушник е правоаголно бело или црно парче платно за прекривање на предниот граден отвор од кошулата. Се украсувал со везени ветки, траки или тантелчиња. На раквици или помањики се плетени ракавчиња со должина од шаката до лактот. Се носеле под ракавите од кошулата. Џупа е облека од купечка памучна ткаинина во пруги. Кроена е звонасто и долга е до колената. Појасот е плетен од црна волна во вид на гајтен од 3 строки. Бил долг околу 10 метри. Џуница е тесно, ткаено појасче, кое на едниот крај било украсено со киска. Предсемник или бовча скутина составена е од 2 хоризонтално соединети платна. Ткаена е од волна, на црвена основа, а со прави шарки во модра, зелена, црна и бела боја. До предсемникот. Внатре во појасот се закачувале дизгивчиња. Тесно ткаени ленти украсени со пари, монистра и жапки. Подоцна, наместо дизгивчиња, се украсувале со 3 шамии во бела, црвена и зелена боја. По влијание на градската мода, под предсемникот почнал да се носи фустан предсемник или фустан дамкане. Елекот бил без ракави, со должина до појасот. До почетокот на 20 век се украсувал со срма. Шегонот е горна облека од бел шајак. Бил кроен од заден стан, од предници и клинови. Должината му била до под колена, а имал и куси ракави. Ракавите биле продолжени за уште 20 сантиметри. Продолжетокот се завратувал над лактите, а бил познат и како прчалки.
Парчалките биле везени со техника крчкано, а завршувале со резки. Џубето е невестинска безракавна облека, изработена од црн шајак и се носело над шегунот. Во горниот дел било припиено, а должината му била до под колено. Опинците биле домашна изработка од говедска или свинска кожа. Бидејќи крајот бил печалбарски, се смета дека многу почесто се носеле чевли. Кондури, или како што ги нарекувале рампоти, се стар вид на чевли, високи до над глуждовите и се врзувале со врвки. Се носеле и кондури полтушки и гети, кои биле високи до листовите и се врзувале со врвки. Сокај е невестинско покривало за глава, бил везен во темни бои и накитен со реси. Коцак е видна плетенка од коса со должина околу 50 см. Се прикачувал во косата и заедно со неа се плетал во 3 плетенки. Завршувал со кордели, волнени реси во разни бои. Забредувањето било со чкепе или шкепе, црвена свилена марама, со црвено јазме, кое го носеле девојките, со бел дулбен, со шамија кафтан со ветки и со црна бечка шамија, памучна или волнена и украсена со реси. Ја носеле по старите жени. Од накид се носеле срмен колан со пафти и ушни.